Веста за дискриминација на Амбла Адеми од Гостивар, девојче со Даунов синдром, најде на остра осуда од јавноста. Реакцијата на нејзиниот татко Илир дека таа менувала оделенија или учела сама во посебна училница во основното училиште Единство, поради петиција на родителите на другите ученици, ги алармираше и институциите. Па така денес беше инициран состанок од општината за да се изнајде решение, но на него немаше представник од родителите кои се жалеле дека девојчето наводно е агресивно и пречело во наставата. Амбла од денес повторно ќе биде заедно со нејзините соученици, но Илир порачува дека процесот на инклузија треба да се примени и во практика. Апелот е дека сите имаме деца. И јас, како што го имам моето дете, и се борам за моето дете, како тие што се борат за нивните деца. И не може да ми ускратат мене мое право да не се борам за моето дете. Бидејќи и Министерството за образование има концепција за инклузивност. И добро е да се реализира веќе тоа. Не е само да се декларира, туку во практика да се направи. Градоначалникот Арбен Таравари вели дека мора да се сензибилизира општеството за овие деца да не се чувствуваат различни. Алармот е добро и за целото општество. Сигурно ова не е единствен случај, сигурно постои некаде друго каде што не се кажува, нема некој и како смелост да го каже, меѓутоа убаво да се сензибилизира општеството и да бидеме ус овие деца и да им помогнеме да се осеќаат како сите други деца. И впрочем, тие се и како сите други деца. Веста дека Амбла се враќа меѓу соучениците ја објави на социјалните мрежи министерот за образование Јетон Шакири. Тој напиша дека посакува ваквите ситуации да не се повторуваат и дека мора да продолжиме да даваме придонес кон подигнувањето на свеста за децата со попреченост и дека тие заслужуваат еднаков пристап до квалитетно образование како и сите други. Според Хелснишкиот комитет, проблемот е во возрастните полни со предрасуди, а не во малата Амбла. Оттаму во писмено соопштение информираа дека подготвуваат преставки и дописи до повеќе институции, со кои се бара разрешување на директорот на училиштето. Ресорното министерство и државниот просветен инспекторат да извршат надзор, а Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, која веќе најави постапување по службена должност, повратно да информира за сите нови сознанија. Случајот ќе го испитува и народниот правобранител, според кого недозволиво е овие ученици да бидат жртва на неподготвеноста на поединци да ги прифатат различностите и на истите да им биде отежнат пристапот до образовниот процес, кој со устав и со закон им е гарантиран на сите подеднакво. Народниот правобранител ги охрабрува родителите да не молчат за вакви случаи.